Ова е грчкиот остров Самос. Планините на 1 милја од другата страна преку морето се во Турција. Многу е ретко да се добие шанса да се разговара со жртва која била отфрлена од грчките власти. But we're on our way to see a pushback victim who's come from. Повеќето жртви се од Централна Африка. Оваа жена завршила назад во Турција, а потоа успеала да се врати преку Егејското море овде во Самос. Овај беговскиот камп Самос, опустошен, го чуваат полицајци кои се многу непријателски расположени кон новинарите и нивните камери. Нашата соговорничка, која го избегнала конфликтот во својата земја, не сака да биде идентификувана поради страв од одмаста. Не носеа низ планини, додека не дојдовме до пристаништето. Го видовме големиот брод. Знаевме дека се враќаме во Турција. Не качија. Имаше големи бранови. Не натераа да носиме елеци за спасување и рекоа дека можеби повторно ќе не тепаат ако не се качиме на бродот. Ни фрлија мали гајби од портокали во водата. Тогаш турската крајбрежна стража дојде да не спаси. Тоа се одвивало под превезот на темнината. Оваа жена и другите мигранти биле однесени на исток од Лесбос и оставени сами на себе во близина на турските води. Долго бевме во сплавот. Имаше бранови. Луѓето вреска. Не можев да зборувам. Бев премногу дехидрирана. Не малтретираа. Не почитуваа никакви човекови права. Мислев дека ако дојдете овде во нивната земја и побарате азил, тие ќе ве сослушаат. Поранишниот офицер на британската армија Ник Вотерс е дигитален аналитичар на Bellingcat, веб страница која користи информации од интернет за да ги открие меѓународните кршења на законите. Нема шанси да го минат Егејот со такви сплавови за спасување. Адвокатот од Самос, Димитрис Чулис, ги застапува барателите на азил. Тој ја обвинува Грција дека ја врши валканата работа на Европската Унија. Ги оставија без вода, со бебиња. Нивните животи беа во опасност. Нашата грчка крајбрежна стража ги прави овие злосторства. Вреди да се истакне дека тоа би го очекувале од влада како Русија, например, но не и од влада на земја од Европската Унија. Барателите на азил добро го знаат ставот на Грција, но се чини дека не се обесхрабрени од заканата од неприфаќање или од условите за живот на грчките острови. Палестинец по име Мухамед, кој има 25 години, очигледно го исплива целиот пат од Турција до Самос во текот на викендот. Но, бидејќи е викенд, тој не може официјално да се пријави кај надлежните. Страува дека може да биде повторно вратен назад од кај што почнал да плива. На Мухамед, специјалист за телекомуникација од Газа, му треба 8 часа да преплива од Турција. Ни ги покажа раните кои ги добил додека се криел во шума. Слушнав од многу луѓе и пријатели дека грчката крајбрежна стража ќе ги фати, ќе ги врати на бродот со кој пристигнале и ќе ги врати во турските поморски води. Не им дозволуваат да аплицираат како бегалци и не им ги даваат нивните законски права. Мохамед се криеше до понеделник кога под заштита на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации беше официјално регистриран и примен во бегалски камп. Оваа централноафриканска жртва ја повика Европската Унија да ја принуди Грција да се придржува до основните вредности на ЕУ. Работите мора да се променат. Треба само да се направи обид да се спасат луѓето. Има премногу ризик на отворено море. Не е лесно. Тие треба да ги прифатат луѓето, наместо да ги враќаат назад во морето. Таа нема каде да се врати. Нејзините родители биле убиени, а нејзиниот дом во Африка е уништен. Азилот е единствената надеж, но тоа не е загарантирано.